Драги приятели, денове се случува чудни работи, много афери, скандали, почна протестите на синдиката СВС, ќе се придружи и гостителите така не водат. Не се случи донесувањето на петиот пакет мерки. Сето тоа ја проводи, мислим, любопитност кај мене, да видам што зборуваат планетите. Поточно да го слушам говорот на планетите и да ви го пренесам. Бидејќи ништо не е случено, единствено што верувам тоа се визиите, соновите и во говорот на планетите, кој никогаш не ми дошол. Но кога забележав, се двомев воопшто дали ово видео да го снимам. Зошто? Толку неубави работи видов, но без разлика на тоа сакам да го пренесам, дај Боже да не сум во право, да само грешам, да лупам глупости, да се плашам дека не е така. Прво ќе почнам од Република Македонија, значи од нашата држава. Ако добро се погледам транзитите, иначе Македонија, пред да почнам да го обяснам, јас взимам, значи 8 септември 1991, кога референдумот завршува во 20 часот, значи она е во познак овај. Во моментот, значи кој ќе погледнете наталната карта на Македонија, која ви е постирана со текстот, ќе видите дека сонцето, кој иначе го представува владата или премиерот, бидејќи владата на шеста куќа во модерната или политичката астрологија ја представува владата или премиерот, е на 26 степен во прво поле и е во аспект со Сатурн во еден секстил, а Сатурн е на 0 степен од Водолеја, што значи дека овие денови се доста критични и за самиот премиер, и за владата, да е исклучено паѓање на влада, растурање на парламентот, но зависи кој побрзо ќе биде, дали мнозинството ќе растури сам парламентот или тоа ќе се случи на улица. Ово, значи, кој ќе погледате картата на Македонија, истиот тој, во исто време, процесите што реков што се случуваат, не се случени, бидејќи Марс во истина планета, во моментот транзитира низ трето поле. Ако ќе погледнете наталната карта на Македонија, она владе со првото поле, значи самата личност, но исто така владе и со осмо поле, тоа е блокади, пречки, политика, смрт. Значи може да има доста насилни работи, треба да се внимава, а трето поле го означува и деца, покрај се, но и народ. Поточно, значи издружување, процеси кои може да бидат насилни, па и насилно да дојде и пред собрание и народот се собере и насилно, значи владата треба само да одлучи што ќе прави, но овие негови работи не ми се допаѓаат и од друга гледна точка. Значи овој Марс, што го спомнам дека во трето поле, кој ќе погледнете, тоа е во моментот во аспект со транзитното Сонце, но исто така овој Марс е во аспект со наталниот Сатурн, Сатурн представува власта, која е ретроградна. Значи може да се здружат политички организации заедно со народот или со синдикатите и да дојде до насилно уривање на власт. Значи владата треба да внимава што прави, особено сега кога веднаш не се донесат петиот пакет мерки. Иако не знам што се одржат и дали има и средства за нив, тоа не е моја работа, певно тие што треба да донесат, но кој што реков, освен, значи овој ќе потреба подолг период, значи цел мај, скоро, зошто? Бидејќи Марс е сега во моментот на 25 степен во трето поле на Република Македонија, а наталниот Марс е во шесто поле, значи кај што влада реков, и е на 4 степен од Вага или поточно Терезија. Што значи, после аспектот со Сатурн
истиот Марс ќе види и во аспект со наталниот Марс, то може и конфликти, не дај Боже, меѓуетнички судири, така да треба да се обрне големо внимание и какви потези се публикуваат секојдневно, што се прави, какви одлуки парламентот донесува, какви одлуки донесува владата. Но сепак гледајќи ово, моје согледување на нешто, што не мора да е точно, времето ќе покаже дали сум право, дека предвремени избори се неминовни, но зависи дали самата влада ќе ги распушти или тоа ќе биде насилно направено, не знам, ќе видиме. Самото мнозинство. Значи, неубави работи се пред нас. Се надам дека не сум право, затоа ја постирам наталната карта на Македонија со моменталните транзити. Но исто така ви ја постирам и наталната карта на премиерот Зоран Заев. Господин Зоран Заев не мога да часот на раѓање, но кога не се знае часот на раѓање, тогаш се прави натална карта пари и систем. Што значи тоа? Се гледаат аспектите на планетите и се зема преди дека например роден во 12 часот, веќе аспектите тогаш не прават голема разлика и веќе се работи пари и систем. Неговата натална карта која ќе ја погледа, неверојатно се поклопува со наталната карта на Македонија. А зашто се поклопува, сега ќе ви кажам. Само момент да отворам. Преко пари систем. Значи имаме дошло тука као кај него Марс, например, во моментот гради некој аспект, да кажеме, со Уран, бидејќи Уран му е на 27 степен, а Марс е на 25, а у нас знаеме дека планета која владее со Водолија, додадена е на Сатурн, а Уран носи револуционерни работи, значи носи и атентати, и овој аспект кој ќе се погледне со Марс, кој ќе се спореди, значи, на транзит на Марс и неговиот натален Уран, ја му препорачувам да обрне големо внимание на безбедноста, бидејќи се можни обиди за атентати, ликвидации, не дај Боже, така натаму. Значи, влегува еден период, едно добри еден месец, кога треба стварно да внимава, но тоа не значи дека тоа ќе престане, бидејќи Марс после поминува, неле, во следниот знак, сега во моментот во Близнаци, потоа ќе влезе во Рак и ќе граде квадрат со неговото Сонце и Марс, натаму, иако кај него е Сонце и Марс само во конјункција и во аспект со Сатурн, значи насилно доаѓање на власт, но и насилно заменување. Тие причини треба да обрне големо внимание на безбедност, особено следните, може слободно да каже 2 месеца, дека овие аспекти не поминат. Од овие причини, ја мислам дека неминуемо ќе биде превремен избор, тоа го кажав и за нова година. Во моето враќање што ќе случи ова година, превремен избор е и најдобро, тоа ќе кажа дека да се одржат со локалните и најдобро подека е самата влада тоа да го направи, да го распушти парламентот, зашто не е исклучено се да се случи насилно. Што не знам колку и што ќе одговара на сите граѓани, бидејќи може се и конфликти, може се жртви, има толку лоши аспекти што не би сакал да кудам, што би рекол некој, кобал, пардон. Но не ми се допаѓа што го гледа и затоа решив да се јава преку видео порака, да обрнам внимание, да се внимава што се прави, бидејќи Македонија е во голема опасност од избивање на конфликти, насилни протести, а и самиот премиер Заев, безбедноста му загрозена, треба да внимава. На времето ќе покаже дали грескам глупости, но за можно да моја лошото којени на говорот на планетите, поради тоа ги постирам двете натални карти со транзиција. Значи едната е целосност на Македонија, на Република Македонија со моменталните транзити, а
другата е, например, Зоран Заев, пари систем, неговите натални планети, значи на кои степени са, со транзитните планети, какви аспекти гледат, вероятно има си добри астролози, па и другите може да проверят дали са му право или не, да ги постират двете натални карти со транзитите, но се надевам дека лошо го толкова говорат на планети и дека од ово нема ништо да биде. За жал, не знам што да кажам. Значи треба да се отврат очите и да се влечат внимателни потези. Драги приятели, посакувам убава вечер и чувајте се од биолошкото оружје кој го нарекуваат коронавирус.